Дали побаво ви звучи мамо или бабо и зошто? Малку неблагодарно прашање. Ми звучи и едно и друго убаво, затоа што и мамо и бабо има една друга драж и една друга убавина. Како му се обраќате на сопругот кога ќе ве изнервира? Бип. Се шегувам. Не, ама знаете како годините некогаш си прават и си дават некоја нервоза и за џабе, нели? Не се нарекуваме со погребни зборови, верувајте. Мислам, навистина ви го кажам тоа, али знам малку да го повишам гласот, нели? Дали се лутите на Маријана што секоја година го слави роденденот неколку часа пред вас? Тоа ми е рана дебела. Тоа е една хумористична епизода, каде што е многу интересно. Она секогаш порано од мене слави роден ден, јас покасно, некогаш 9, некогаш 10 сати, зависи Австралија во која зона, а еднојачени близнаци сме, замислете. Што најчесто губите по дома? Наочарите. Која песна би ја нарачале во кафејана ако сега седнеме тамо заедно? Ово е моја куќа, живео сам ту, ово е моја драга, волео сам њу. Или кој да ти каже, Ивана, како те сакам и ти се враќам. Кој да ти каже, Ивана, каква е ова рана. Керка ми се вика Ивана. Ако вашите пријатели треба да ги опишат вашите готвачки способности, Да. што ќе кажете? Голем број на пријатели кои што ги имаме, и тоа со години, знаат дека сум многу вешта во кујна и дека мојот сопруг само џабе се пали, дека поима нема и јас сум главна. Која работа од младоста денеска си ја чувате како спомен? Од младоста. Хајде да кажам, имам кукли со кои што сум врзана, дефинитивно. Значи јас ги чувам за мојата керка, но за жал не можеме да ги чуваме за внуците затоа што се две машки. Ако можете да промените една одлука во вашата кариера, која би била таа? Ако би променила некоја одлука во кариера, тоа би било, ама така треба да си скроен, така треба да си воспитан, тоа кај мене е невозможно, значи би била безобразна, би била понаметлива, би била граблива, како да ви кажам, се она што не сум била до сега во животот. Ви благодарам. Фала и на вас.